Хендикеп Плюс во соработка со општина Крива Паланка, а во рамките на проектот Пристапна и отворена општина, го изработува статутот на општина Крива Паланка во аудио формат. Проектот Отворена и пристапна општина се финансира со поддршка од страна на Бугарската помош за развој. Глава 2. Организација и работење на органите на општината. 1. Совет. А. Конституирање. Член 8. Советот на општина Крива Паланка е представнички орган и го сочинуваат 19 членови на Советот, како представници на граѓаните, избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Конституирањето на Советот се врши со верификација на мандатот на членовите на Советот и со давање и потпишување на свечената изјава со содржина утврдена со закон. Верификацијата на мандатите на членовите на Советот се врши на првата конститутивна седница на Советот по предлог на Комисија за прашање на верификација, избори и именувања, што се формира на почетокот на седницата од редот на новоизбраните членови на Советот. Верификацијата на мандатите на членовите на Советот, кои не биле присутни на првата седница на Советот, ја врши Советот на првата седница на која што тие ќе присуствуваат. Член 9. Постапка за верификација на мандатите на членовите на Советот поблиску се уредува со деловникот. Б. Права и должности на членовите на Советот. Член 10. Членот на Советот има права и должности утврдени со закон и со овој статут. Членот на Советот се стекнува со своите права и должности по верификацијата на мандатот. Член 11. Членот на Советот има право и должност да предлага претресување на прашања, појави и состојби што се од локално значење, како и од значење за граѓаните во општината. Да дава иницијативи за донесување на одлуки и други акти од надлежност на Советот, како и да предлага амандмани на начин и по постапка предвидени во деловникот. Да бара од администрацијата на општината, како и од јавните служби, установи и предпријатија и од други институции основани од општината, податоци и други информации за прашања од нивниот делокруг, а што му се потребни за неговата работа во Советот. Да бара и добие стручна помош во изработувањето на предлози што тој му ги поднесува на Советот, во поставувањето на советнички прашања и во вршењето на други работи што му ги доверил Советот, односно комисијата во која членува. Да ги чува како тајна податоците кои се класифицирани како такви, што ќе ги дознае на седница на Советот или на комисија. Член 12. Членот на Советот има право да присуствува и учествува во работата на седница на комисијата на Советот, иако не е член на комисијата, но без право на одлучување. Член 13. Членот на Советот, кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седници на Советот и на комисијата чиј член е, должен е за тоа благовремено да го извести председателот на Советот и председателот на комисијата. В. Надлежност на Советот. Член 14. Советот на општината ги врши следните работи. Го донесува статутот на општината и други прописи. Донесува деловник на Советот. Донесува програма за работа на Советот. Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината. Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината во рамките утврдени со законот. Донесува генерален урбанистички план на општината. Донесува детални урбанистички планови и урбанистичка документација за населено место во општината. Донесува програма за уредување на градежно земјиште. Донесува програма за уредување на сообраќајна сигнализација. Донесува прописи од областа на заштита за животната средина и природата, локален економски развој, културата, спортот и рекреацијата, социјалната заштита и заштитата на децата, образованието, здравствената заштита, противпожарната заштита,
во рамките на надлежноста определена со посебен закон или во согласност со националната програма. Донесува програма за изградба и одржување на локални патишта и улици. Донесува програма за јавно осветлување. Донесува програма за изградба, реконструкција и одржување на локални водоводи. Донесува програма за одржување и користење на парковите и другите јавни површини од локално значење. Го регулира средувањето и одржувањето на гробиштата. Донесува програма за регулација, одржување и користење на речни корита во урбанизирани делови. Донесува одлука за јавна чистота. Донесува одлука за јавниот превоз во градскиот и приградскиот сообраќај. Донесува одлука за одржување и користење на јавните пазаришта. Го уредува начинот на чистење на оџаците. Го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање на возила и начинот на негово користење. Определува имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење. Ја утврдува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на предлог од градоначалникот. Основа јавни служби и врши надзор над нивната работа. Именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа. Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основа. Одлучува со давање дозволи за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со законот. Ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основа. Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината. Одлучува за начинот на вршење финансиска контрола на буџетот на општината. Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината во согласност со законот. Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавна безбедност на подрачјето на општината, кој го доставува до Министерството за внатрешни работи и Народниот правобранител, може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот. Избира и разрешува председател на Советот. Формира постојани и повремени комисии. Врши одделни овластувања во согласност со законот врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на подрачјето на општината. Воспоставува општински награди и признанија. Дава мислења по предлог закони кои се однесуваат на општината. Врши други избори и именувања од својата надлежност. Донесува други одлуки за работата од својата надлежност. Врши и други работи утврдени со закон. Г. Председател на Советот. Член 15. Председателот на Советот го избира Советот со јавно гласање со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот. Предлог за председател на Советот може да даде секој член на Советот. Изборот на председател на Советот може да се изврши и со тајно гласање, доколку за таков предлог на член на Советот одлучи Советот со мнозинство од присутните членови на Советот. Постапката за избор на председател на Советот со тајно гласање се уредува со деловникот. Д. Начин на работа. Член 16. Советот работи на редовни седници, а по потреба може да одржува свечени и вонредни седници. Член 17. Денот, часот и местото на одржување на редовна седница на Советот, како и предлогот на дневниот ред по кој ќе се работи на седницата, се објавуваат на огласна табла на општината. Председателот на Советот може да одлучи денот, часот и местото на одржување на седницата на Советот, како и предлогот на дневниот ред да се објават во средствата за јавно информирање. Член 18. Советот одржува свечени седници за одбележување на значајни историски настани, а може да одржува свечени седници и за ислушување на говори на наши и странски државници, представници на меѓународни организации и истакнати граѓани на странски држави како гости на општината. Член 19.
Вонредна седница се свикува за прашања од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните и во случаи на вонредни околности. Вонредна седница на Советот свикува председателот на Советот по сопствена иницијатива или на барање од најмалку 1/3 од членовите на Советот или на предлог на градоначалникот. Поканата за вонредна седница, заедно со предлогот на дневен ред на членовите на Советот, им се доставува на најбрз можен начин. Пред отпочнувањето со работа на седницата, членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за свикување на вонредна седница без претрес и со мнозинство од присутните членови на Советот. Член 20. Во случај на спреченост или отсуство на председателот на Советот, на седницата председава најстариот член на Советот. Член 21. Советот одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот, гласањето по одредени прашања може да биде тајно. Член 22. Свикувањето на седниците на Советот, утврдувањето на дневниот ред, текот на седницата, записниците, постапката за донесување на акти и други прашања сврзани со работата на Советот, поблиску се уредуваат со деловникот. Глава 2. Градоначалник. Член 23. Градоначалникот ги врши своите надлежности во рамките утврдени со закон и овој статут. Градоначалникот во рамките на своите надлежности ја контролира законитоста на прописите на Советот, ги објавува прописите на Советот во службено гласило на општината, го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот, го обезбедува извршувањето на работите кои што со закон и се делегирани на општините. Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот. Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината. Го извршува буџетот на општината. Избира директори на јавните служби кои ги основа општината врз основа на јавен конкурс. Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот. Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица во согласност со закон. Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација. Раководи со општинската администрација. Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон. Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината во согласност со законот и статутот. Врши други работи утврдени со закон и со овој статут. Член 24. Градоначалникот присуствува и учествува во работата на седниците на Советот, а по потреба и на седниците на комисиите на Советот и посебните тела на општината, без право на одлучување. Градоначалникот може да определи и своји представници кои присуствуваат и учествуваат во работата на седниците на Советот, неговите комисии и посебните тела на општината. Член 25. Градоначалникот по сопствена иницијатива и по барање на Советот го известува Советот за извршување поодделни работи од неговата надлежност. Член 26. Градоначалникот обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината. Градоначалникот управува со сопственоста на општината во јавен интерес и како добар домаќин. Градоначалникот е должен во управувањето со сопственоста на општината да презема мерки и да го обезбедува користењето, одржувањето и заштитата на сопственоста на општината во согласност со закон. Член 27. Градоначалникот соработува со градоначалниците на другите општини по прашања од заеднички интерес од надлежност на општините. Член 28. Градоначалникот со решение определува член на Советот кој ќе го заменува за време на спреченост или отсуство. Решението градоначалникот го донесува во рок од 30 дена од денот на преземањето на функцијата. Решението се објавува во службен гласник на општина Крива Паланка.
За настапувањето на спреченоста или отсуството, градоначалникот го известува председателот на советот и членот на советот кој ќе го заменува. А. Секретар. Член 29. Градоначалникот на општината именува секретар на општината од редот на раководните државни службеници од општинската администрација. 3. Посебни тела на општината. А. Комисија за односи меѓу заедниците. Член 30. Во општината се формира Комисија за односи меѓу заедниците. Комисијата ја сочинуваат по еден представник на заедниците кои се застапени во општината со мандат од 4 години. Членовите на комисијата не може да се избираат од редот на членовите на советот. Член 31. Одлуката за формирање на комисијата ја донесува советот на предлог на комисијата за прашање на верификација, избори и именувања. Комисијата за прашање на верификација, избори и именувања го составува предлогот по претходно добиени предлози на политичките партии застапени во советот. Член 32. Комисијата од редот на своите членови избира председател со мнозинство гласови од вкупниот број членови на комисијата со јавно гласање. Член 33. Комисијата работи на седници. Седниците ги свикува и со нив раководи председателот на комисијата. Комисијата може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број членови на комисијата. Комисијата одлучува со мнозинството од вкупниот број членови на комисијата. На седниците на комисијата може да присуствуваат и учествуваат во работата градоначалникот и председателот на советот без право на одлучување. Б. Совет за заштита на потрошувачите. Член 34. Во општината се формира Совет за заштита на потрошувачите. Советот за заштита на потрошувачите е составен од 10 членови, представници на поголемите групи на корисници на јавните услуги во општината. Членовите на Советот за заштита на потрошувачите не може да се избираат од редот на членовите на Советот на општината. Член 35. Одлука за формирање на Советот за заштита на потрошувачите донесува Советот на предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања. Член 36. Советот за заштита на потрошувачите од редот на своите членови избира председател со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот за заштита на потрошувачите со јавно гласање. Член 37. Советот за заштита на потрошувачите работи на седници. Седниците по правило се јавни. Седниците ги свикува и со нив раководи председателот на Советот за заштита на потрошувачите. Советот за заштита на потрошувачите може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број членови на Советот за заштита на потрошувачите. Советот за заштита на потрошувачите одлучува со мнозинство од вкупниот број членови на Советот за заштита на потрошувачите. На седниците на Советот за заштита на потрошувачите може да присуствуваат и учествуваат во работата градоначалникот и председателот на Советот на општината без право на одлучување. Член 38. Советот за заштита на потрошувачите разгледува прашања и утврдува предлози кои што се однесуваат на квалитетот на услугите на јавните служби на општината, а особено ја следи состојбата на давањето на услуги од јавните служби. Се грижи за решавање на проблемите што граѓаните ги имаат при користење на услугите од предпријатијата и установите што вршат јавни услуги. Се грижи за унапредување на односот на вработените кај давателот на услуги кон корисниците на услугите. Организира јавни трибини и други форми на учество на граѓаните на кои ќе се расправа за унапредување на заштитата на потрошувачите. Б1. Совет на млади. Член 38а. Во општината се формира Совет на млади како советодавно тело на општината за младите активно да се вклучат во јавниот живот на општината.
Младите се жители на општината Крива Паланка на возраст од 15 до 29 години живот. Младите можат да бидат избрани за председател и заменик председател на Советот на млади на општина Крива Паланка, само ако се со место на живење во општината Крива Паланка. Член 38б. Одлука за основање на Советот на млади ја донесува Советот на општината Крива Паланка. Член 38в. Советот на млади во општината ги врши следните работи. Расправа на седници на Советот на млади за прашања значајни за нивната работа. Расправа за прашања за кои се расправа на Советот на општина Крива Паланка, а се од интерес за работата на младите. Му предлага на Советот на општината Крива Паланка донесување на одлуки, програми и други акти од значење за младите од општината. Му предлага на Советот на општината Крива Паланка да расправа за прашања кои се од значење за унапредување на положбата на младите и решавање на нивните проблеми. Му дава мислење на Советот на општината Крива Паланка за конкретните одлуки кои треба да ги донесе. Соработува во изработката и го следи спроведувањето на локалните акти за млади, донесени од страна на општината Крива Паланка. Изработува извештаи до надлежните органи за проблемите на младите, а по потреба предлага донесување на програми за отстранување на настанатите проблеми и подобрување на положбата на младите на локално ниво. Организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со младинските прашања. Информира и промовира за активностите на Советот на млади. Ја поттикнува меѓусебната општинска соработка и размена на искуства со младите од другите општини. По потреба повикува представник на Советот на општината на своите седници. Врши работи од интерес на младите. Врши други советодавни и застапувачки работи. Член 38г. Општина Крива Паланка распишува повик за формирање иницијативен одбор. Во иницијативниот одбор може да членуваат младинските организации, организации за млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои работат и функционираат на територијата на општината. Иницијативниот одбор преку општина Крива Паланка објавува јавен повик за членство во локалното собрание на млади. Повикот се објавува на веб страницата на општина Крива Паланка. Формите на организирање и здружување кои може да учествуваат во локалното собрание за млади не мора да бидат регистрирани во општината, но мора да имаат активности на територијата на општината. Делегатот и заменик делегатот треба да бидат жители на општината и на возраст од 15 до 29 години. Член 38д. Членовите на Советот на младите се избираат на 2 години со право на уште еден избор. Советот на општината Крива Паланка може да разреши член на Советот на млади и пред истекот на мандатот на лично барање, ако наполни 30 години живот, ако отсуствува од седниците на Советот на млади и ако со правосилна судска пресуда е осуден на безусловна казна затвор во траење подолго од 6 месеци. Член 38ѓ. Советот на млади одржува редовни седници по потреба, но најмалку еднаш во 2 месеци. Седниците ги свикува и со нив заседава председателот на Советот на млади. Начинот на работа на Советот на млади поблиску се утврдува со деловникот за работа на Советот на млади. Советот на млади може да формира постојани и повремени работни тела за потесни кругови на делување, на организирање на форуми, трибини и работилници за поедини возрастни групи на млади или за проблеми кои ги загрижуваат младите. Член 38е. Програмата ги содржи следните активности. Учество во креирањето и пратењето на локалната програма на младите. Соработка со другите советодавни тела во Република Македонија и странство. Консултирање со организацијата на младите за теми значајни за младите. Соработка со телата во општината во политиката од влијание за младите. Програмата содржи и останати активности значајни за работата на Советот на млади и подобрување на положбата на младите.
Програмата се донесува и поднесува на одобрување пред Советот на младите најдоцна до 30 ноември во тековната година за наредната година. Член 38 Ж. Општина Крива Паланка обезбедува финансиски средства за работа на Советот на млади и простор за одржување седници на Советот на млади во општина Крива Паланка. Од буџетот на општината се издвојуваат средства во висина од најмалку 0,1% на годишно ниво, кои вклучуваат ресурси за работењето на Советот на млади во согласност со усвоената годишна програма. Членовите на Советот на млади не добиваат надоместок за својата работа. Стручните и административните работи за потребите на Советот на млади ги врши администрацијата во општина Крива Паланка, односно назначува службеник или службеничка за млади во согласност со Законот за младинско учество и младински политики. В. Партиципативно тело од областа на урбанизмот. Член 38 З. За обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на урбанистичкото планирање, општината задолжително формира партиципативно тело на иницијатива на градоначалникот или на партиципативното тело. Партиципативното тело ги представува сите различни интереси и интересни групи во локалната заедница и ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и правните лица, ги следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија и во постапката за изработување и донесување на плановите ги разгледува планските програми и планските решенија на урбанистичките планови во нивната работна версија. Партиципативното тело се состои од членови на Комисијата за урбанизам на општината, што ги одредува градоначалникот, и стручни лица вработени во правното лице што го изработува урбанистичкиот план кој е предмет на расправа, а особено од лица кои се представници од урбаните и местните заедници, представници на невладините организации од различните сегменти на урбаниот живот, здруженија на граѓани и граѓански активисти од подрачјето на општината, што ги представуваат различните групи на граѓани, како и граѓани што се стручни лица од областа на урбанистичкото планирање и другите стручни области суштествени за планирањето и одржливиот развој на градот. Партиципативното тело се формира од доброволно пријавени лица по јавен оглас објавен на веб страната од општина Крива Паланка. Учеството на лицата вработени во општина Крива Паланка во партиципативното тело е по службена должност, а на лицата што не се вработени во општина Крива Паланка, учеството е на доброволна основа. Партиципативното тело има право да расправа за сите работи од надлежност на општината Крива Паланка и може да влијае на планските решенија и политиките на простоен развој преку презентирање на своите мислења на Советот на општината. Партиципативното тело заседава најмалку еднаш на 2 месеци и има консултативна улога во постапката за изработување и донесување на урбанистички планови, особено ја разгледува планската програма во фаза пред таа да му биде предложена на градоначалникот за одобрување, како и урбанистичкиот план во фаза на урбанистичко планско решение пред да биде дадено на стручна ревизија. Работата на партиципативното тело е јавна. Начинот на работата и бројот на членови на партиципативното тело се уредуваат во деловникот на партиципативното тело што го донесува Советот на општина Крива Паланка, при што бројот на граѓански членови на партиципативното тело што се пријавиле на доброволна основа не е ограничен. Член 39. Во општината се формира партиципативно тело од областа на урбанизмот, совет, одбор, заради пренесување на ставовите и мислењата на граѓаните и правните лица во процесот на урбанистичко планирање, како и заради следење на состојбите и давање иницијативи, насоки и сугестии во процесот на планирање и изготвување плански решенија за општината. Партиципативното тело од областа на урбанизмот се состои од 5 членови. Член 40.
Одлуката за формирање на партиципативно тело од областа на урбанизмот ја донесува Советот на предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања. Членовите на партиципативното тело од областа на урбанизмот се избираат од редот на членовите на Советот, по предлог на облиците на местна самоуправа, по предлог на Сдруженија на граѓани, Сдруженија на стручни лица од областа на урбанизмот и од општинската администрација. Член 41. Партиципативното тело од областа на урбанизмот од редот на своите членови избира председател со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на партиципативното тело со јавно гласање. Член 42. Партиципативното тело од областа на урбанизмот работи на седници. Седниците по правило се јавни. Седниците ги свикува и со нив раководи председателот на партиципативното тело од областа на урбанизмот. Партиципативното тело од областа на урбанизмот може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број членови. Партиципативното тело од областа на урбанизмот одлучува со мнозинство од вкупниот број членови. На седниците можат да присуствуваат и учествуваат во работата градоначалникот и председателот на Советот без право на одлучување. Г. Комисија за унапредување на правата на пациентите. Член 42а. Комисијата за унапредување на правата на пациентите во општината се формира како постојана комисија за унапредување на правата на пациентите согласно на прописите од областа на локалната самоуправа на општина Крива Паланка. Член 42б. Средствата за работа на членовите на комисијата ги обезбедува општината за која е формирана. Општината е должна да определи на лесно достапно место и јасно да ја означи канцеларијата на комисијата со назив Канцеларија на Комисијата за унапредување на правата на пациентите. Член 42в. Комисијата се состои од 9 члена, и тоа представници на пациентите, членови на Сдруженијата на пациенти, 2 представника на невладините организации што се занимаваат со човекови права и граѓански иницијативи, 2 лекара од општината и 3 члена делегирани од Советот на општината. Членовите на комисијата не смеат да бидат вработени во здравствените установи во кои се укажува здравствена заштита. Мандатот на членовите на комисијата е 2 години со право на уште еден последователен избор. Член 42г. Комисијата ги врши работите согласно Законот за заштита на правата на пациентите. Трета глава. Организација и работење на комисиите на Советот на општината. Комисии на Советот. Член 43. Советот ги образува следните постојани комисии. Комисија за прашање на верификација, избори и именувања. Комисија за финансии и локален економски развој. Комисија за урбанистичко планирање, уредување на просторот, заштита на животната средина и природата. Комисија за комунални работи и сообраќај. Комисија за јавни дејности. Комисија за статут и прописи. Комисија за еднакви можности на жените и мажите. Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка. Делокругот на комисиите се определува со деловник на Советот. Советот може да образува и други постојани и повремени комисии, чиј состав и делокруг се определува со актот за нивното формирање. Состав, избор и начин на работа на комисиите. Член 44. Комисиите на Советот се состојат од председател и 4 члена од редот на членовите на Советот. Член 45. Избор на председател и членови на Комисијата на Советот се врши со предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања. Комисијата за прашање на верификација, избори и именувања го дава предлогот врз основа на претходно доставени предлози на политичките партии застапени во Советот,
при што се раководи од принципот за нивна пропорционална застапеност во комисиите, имајќи го предвид вкупниот број на комисиите на Советот. Изборот на председател и членови на комисија се врши со мнозинство од присутните членови на Советот. Член 46. Предлог за разрешување на председател и членови на комисија може да даде комисијата, Комисијата за прашање на верификација, избори и именувања, најмалку 3 членови на Советот и председателот на Советот. По предлогот за разрешување одлучува Советот со јавно гласање со мнозинство на присутните членови на Советот. Член 47. Избор заради промена на поодделен член на комисија се врши на предлог на Комисијата за прашање на верификација, избори и именувања, при што не може да се наруши принципот на пропорционална застапеност на партиите во комисиите. Член 48. Комисијата работи на седници и расправа по материјали доставени од овластен предлагач. Дневниот ред на седницата на комисијата се утврдува на почетокот на седницата. Член 49. Комисијата може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството членови на комисијата. Комисијата одлучува со мнозинство гласови на присутните членови. Член 50. Ако одлучи да му поднесе извештај или предлог на Советот, комисијата определува свој известител, кој по налог на комисијата, по сопствена иницијатива или по барање на Советот, на седницата на Советот ќе го образложи ставот или предлогот на комисијата. Член 51. На седницата на комисијата задолжително присуствува представник на предлагачот на материјалот што се разгледува. Представникот на предлагачот има право на седницата на комисијата да учествува во разгледувањето на предлогот што го поднел. Член 52. Комисијата има право од предлагачот да бара известување, појаснување, како и други податоци што и се потребни за работата, а со кои предлагачот располага или е должен да ги собира и евидентира. Член 53. На седниците на комисијата може да присуствуваат и да учествуваат представници на органи, организации, заедници и здруженија, како и научни, стручни и јавни работници, заради изнесување на нивни мислења по прашањата што се разгледуваат на седницата на комисијата. Покана до лицата доставува председателот по претходна консултација со членовите на комисијата. Четврто. Општинска администрација. Организирање на општинската администрација. Член 54. За извршување на работите од надлежност на органите на општината се организира општинска администрација. Општинската администрација се организира во сектори и оделенија. Во општината се организира оделение за инспекциски надзор заради вршење на инспекциски надзор над вршењето на работите од нејзината надлежност. Организацијата, делокругот на начинот на извршување на задачите на општинската администрација ги утврдува Советот врз основа на предлог на градоначалникот. Член 55. Вработените во општинската администрација кои вршат стручни, нормативно-правни, извршни, управно-надзорни работи и решаваат управни работи, имаат статус на државен службеник. За вработувањето, правата, должностите, системот на плати и на доместоци на плати, одговорноста, оценувањето и престанокот на работниот однос на вработените ќе се применуваат одредбите од Законот за државни службеници. За вработените во општинската администрација, кои вршат административно-технички и помошни работи, се применуваат одредбите од работното законодавство. Член 56. Општинската администрација ги подготвува актите за Советот и градоначалникот, ги подготвува седниците на Советот, како и седниците на неговите постојани и повремени комисии. Врши стручни работи за Советот и градоначалникот, го води сметководството на општината, ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање.
Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон. Располага со документите на општината, ги чува се до нивно уништување, односно предавање во Државната архива на Република Северна Македонија. Врши и други работи што ќе ги определи Советот и градоначалникот. 5. Вршење на работи според начелото на субсидијарност. Член 57. Општината, во рамките на законот, во согласност со начелото на субсидијарност, има право на своето подрачје да спроведува иницијативи во врска со сите прашања од значење за општината, што не се исклучени од нејзината надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт. Определувањето на работите, дефинирањето на нивната содржина, начинот и постапката на нивно вршење се уредуваат со посебни одлуки на Советот по предлог на градоначалникот. Член 58. Општината може да доделува награди. Наградите се доделуваат како знак на признание за постигнати остварувања, што представуваат посебен придонес за развој на општината и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, културата, образованието, здравствената заштита, социјалната заштита, спортот, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области. Член 59. Наградата може да се доделува на физички и правни лица од општината, Републиката и од други држави, како и на меѓународни организации и асоциации или нивни представници. Член 60. Советот формира одбор за доделување на наградата. Работата на одборот поблиску се уредува со одлука на Советот на општината. Средства за наградата и за работа на одборот се обезбедуваат од буџетот на општината и од други извори на приходи. Член 61. Општината може да востановува други награди и признанија. 5. Информирање на граѓаните и слободен пристап до информации од јавен карактер. А. Информирање на граѓаните. Член 62. Органите на општината, комисиите на Советот и јавните предпријатија и установи основани од општината ги информираат граѓаните за одлуките и своите активности кои се од непосредно значење за животот и работата на граѓаните и за други информации од јавен интерес. Граѓаните се информираат за прописите кои ги донесува Советот на општината, начинот и условите за остварување на нивните права, обврските на граѓаните кои произлегуваат од надлежностите на општината, плановите, проектите и програмите кои се во подготовка, а се од значење за развојот на општината, услугите кои ги добиваат од јавните служби и градската администрација и начинот на нивно добивање, приходите кои се остваруваат во општината и начинот на нивна распределба и трошење, јавните набавки, именувањето на директори и представници во управните одбори на јавните предпријатија и установи, други информации кои произлегуваат од надлежноста на органите на општината и јавните предпријатија и установи во согласност со закон. Член 63. Информирањето на граѓаните се врши редовно, без надоместок, преку издавање службен гласник на општината, издавање и дистрибуција до граѓаните на месечни информативни билтени, објавување на публикации, информативни канцеларии водени од општинската администрација и јавните служби основани од општината, огласни табли во простории на општината, јавните предпријатија и установи, местната самоуправа, веб-сајт, јавни трибини, средства за јавно информирање и на друг соодветен начин кој е најповолен за информирање на јавноста. Член 64. Информирањето на граѓаните се врши на македонски јазик и кирилско писмо.
Советот на општината со посебна одлука може да утврди за одредени информации да се информира и на јазикот кој не е службен јазик во општината, а го зборуваат дел од жителите на општината. Б. Слободен пристап до информациите од јавен карактер. Член 65. Во општината се обезбедува правото на слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располагаат органите на општината, советот и градоначалникот, јавните предпријатија и установи основани од општината и правни и физички лица кои вршат јавни овластувања доверени од општината во понатамошниот текст иматели на информации. По исклучок, во случаи утврдени со закон, правото на слободен пристап до некои информации со кои располагаат имателите на информации може да биде ограничен или да се обезбеди делумен пристап. Член 66. За информации со кои располагаат и до кои се обезбедува слободен пристап, имателите на информации востановуваат и водат листа на информации која се објавува на начин кој е достапен за барателите на информации. За листата на информации и условите и начинот на слободен пристап до информациите, граѓаните се известуваат преку огласна табла или на друг погоден начин. Имателите на информации се должни редовно на секои 3 месеци да ја ажурираат листата на информации од јавен карактер со кои располагаат. Листата на информации од јавен карактер за органите на општината ја предлага градоначалникот, а ја утврдува советот. Листата на информации од јавен карактер за јавните предпријатија и установи основани од општината ја утврдува управниот одбор на предлог на директорот. Член 67. Постапката за остварување на правото на слободен пристап до информации се остварува во согласност со закон. Градоначалникот на општината создава услови и презема мерки пропишани со закон за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат советот на општината и администрацијата. Директорот на јавното предпријатие и јавната установа основана од општината создава услови и презема мерки пропишани со закон за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат согласно статутот на предпријатието и установата. Член 68. Слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат имателите на информации имаат сите правни и физички лица во понатамошниот текст барател на информацијата. Слободниот пристап до информации се остварува во законски утврдениот рок. Со увид во документите со кои располага имателот на информацијата, со добивање препис, фотокопија или електронски запис од документите со кои располага имателот на информацијата. Имателот на информацијата за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите определува службено лице. Член 69. Барателот на информацијата за извршениот увид или добиениот препис, фотокопија од електронски запис на информацијата, плаќа соодветен надоместок во висина на материјалните трошоци утврдени на начин уреден со закон. Барателот на информацијата при поднесувањето на барањето се известува за плаќањето и висината на соодветниот надоместок. Член 70. Барателот на информација има право на жалба до надлежниот орган за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, доколку имателот на информацијата не ја достави бараната информација. Член 71. Советот на општината усвојува годишен извештај за остварување на правото на слободен пристап до информациите во минатата година во општината. Годишниот извештај за остварувањето на слободен пристап до информации го подготвува градоначалникот на општината и го доставува до Советот најдоцна до 31 јануари во тековната година. Извештајот ги содржи и податоците за остварениот слободен пристап до информациите со кои располагаат и јавните служби кои ги формира општината.
Извештајот по усвојувањето се доставува до надлежниот орган за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер. Глава 6. Исклучување на јавноста од седниците на Советот. Член 72. Советот може да работи без присуство на јавноста само во случаи определени со закон и овој статут, како и кога тоа ќе го предложат градоначалникот, председателот на Советот или најмалку 1/3 од членовите на Советот. Исклучувањето на јавноста може да се бара кога прашањето за кое се расправа има допирни точки со јавниот морал, кога може да ги загрози интересите на определена личност или има допирни точки со одбраната и сигурноста на граѓаните. По предлогот, Советот одлучува без претрес со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот. Глава 7. Представки и предлози. Член 73. Физичките и правните лица имаат право да поднесуваат представки и предлози што се однесуваат на работата на органите на општината и општинската администрација. Член 74. Представките и предлозите се поднесуваат во писмена форма или усно на записник пред овластено лице во администрацијата. За представките и предлозите не се плаќа такса. Член 75. Подносителот не смее да трпи штетни последици поради поднесувањето представка или предлог, ниту поради тоа може да биде повикан на одговорност. Член 76. Градоначалникот, во зависност од содржината на представката, односно предлогот, овластува еден или повеќе службеници да постапат по представката, односно предлогот. Постапувањето по представката, односно предлогот, опфаќа прибирање на податоци, известувања и мислења за околностите што се од значење за правилно оценување на основаноста на представката или за оправданоста на предлогот, како и превземање на потребни мерки за отстранување на евентуална повреда на правото на поднесителот или повреда на јавен интерес. Член 77. Градоначалникот е должен, во што е можно покус рок, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на представката, односно предлогот, на подносителот да му достави одговор. 8. Јавни трибини, анкети, предлози на граѓаните и форуми на заедницата. Член 78. Органите на општината, заради утврдување политика во определена област, преземање мерки за разрешување на прашања и проблеми од значење за граѓаните од подрачјето на општината, како и при предлагање на одредени акти од своја надлежност, може да организираат јавна трибина, да спроведат анкета или да прибираат предлози од граѓаните. Видот, постапката, начинот и времето на организирање на формите на непосредно учество на граѓаните се уредува со акт на органот што ја организира. За организирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето предлози од граѓаните се објавува соопштение во средствата за јавно информирање, во кое се назначува видот, целта, предметот и други податоци важни за организирање на соодветната форма на непосредно учество на граѓаните и се повикуваат заинтересираните за учество во истите. Организирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето предлози од граѓаните може да се врши во соработка со други општини и со облиците на местна самоуправа. За јавната трибина, анкетата или предлозите на граѓаните се изготвува извештај. Член 79. При организирање јавна трибина, спроведување анкета и прибирање предлози од граѓаните ќе се обезбеди текст на документот или нацрт на одлука или друг општ акт објавен на погоден начин за да им биде достапен на граѓаните и на други заинтересирани субјекти. Собирање и разгледување на мислењата и предлозите што биле изнесени, изготвување на извештај. Член 80.
Начинот и постапката на организирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето предлози од граѓаните се уредува со деловникот. Член 80а. Градоначалникот и советот на единицата на локалната самоуправа Крива Паланка по сопствена иницијатива организираат форуми на заедницата како форма на јавно учество на сите граѓани во единицата на локалната самоуправа заради јавно расправање за проблемите и утврдување решенија и приоритети, предлагање и избор или развивање на проекти од интерес на заедницата. Организирањето на форумите опишани во претходниот став од овој член може да се покрене и на иницијатива на заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени финансиски и материјално да поддржат проекти во интерес на единицата на локалната самоуправа. Барањето се поднесува до градоначалникот на единицата на локалната самоуправа, кој врз основа на стратешките документи и цели за развој на единицата на локална самоуправа, одлучува дали иницијативата ќе биде прифатена или одбиена. Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се уредува со правилник што го донесува советот на единицата на локалната самоуправа по предлог на градоначалникот. 9. Извршување на обврските од областа на одбраната во воена состојба. Член 81. Во воена состојба, органите на општината продолжуваат да ги извршуваат работите утврдени со закон и преземаат мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра на своето подрачје од воени разорнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив. Општината се подготвува за извршување на обврските преку планирање и организирање на мерките за заштита и спасување за своји потреби, формирање единици и штабови за цивилна заштита во согласност со закон и прописи засновани на закон, обучување за одбрана, односно вклучување во активности за стекнување на неопходни воено-стручни и други знаења за учество во одбраната, преземање мерки, активности и постапки за заштита и чување на тајност на податоците, информациите и документите од областа на одбраната во согласно со закон и прописи засновани на закон, координација и соработка со другите општини. 10. Начин на објавување на прописите на Советот. Член 82. Прописите на Советот се објавуваат во службеното гласило на општината пред да влезат во сила. Службено гласило на општината е службен гласник на општина Крива Паланка. Во службеното гласило на општината може да се објавуваат и прописи на други општини. Член 83. Прописите на Советот влегуваат во сила 8-миот ден од денот на објавувањето во службен гласник на општината, а по исклучок што го утврдува Советот најрано со денот на објавувањето. Прописите на Советот можат да влезат во сила и во покус рок од 8 дена, ако причините поради кои се предлага донесувањето на прописот и целите што се сака да се постигнат со неговото донесување се од итен и неодложен карактер, не создаваат материјални обврски за граѓаните и правните лица. Прашањата што се регулираат се од сферата на одбраната, заштитата, спасувањето и слично. Тоа го налагаат начелата на целисходност, рационалност, ефикасност, економичност, оперативност и слично. 11. Местна самоуправа. Член 84. Граѓаните во општината одлучуваат за работите од непосредно и секојдневно значење од својот живот и работа и преку облици на местна самоуправа кои можат да ги основаат согласно со овој статут. Член 85. Во општината, како облици на местна самоуправа, можат да се основаат во градот урбани заедници, во населените места местни заедници. Член 86. Подрачјето за кои се основаат урбаните заедници се границите на урбаните единици утврдени со урбанистичкиот план на градот. Подрачјето за кои се основаат местните заедници
се границите на катастарските општини на населените места. Член 87. Иницијатива за основање облици на местна самоуправа можат да покренат најмалку 10% од граѓаните, жители на подрачјето за кои има интерес за основање на облик на местна самоуправа. Член 88. Иницијативата за основање содржи подносител, опис на подрачјето за кое се бара основање на обликот на местна самоуправа, образложение на потребите за основање и подпис на заинтересираните граѓани. Член 89. Одлуката за основање на облик на местна самоуправа се донесува на собир на граѓани од соодветното подрачје по пат на јавно гласање со мнозинство гласови од присутните граѓани. Собирот на граѓани од претходниот став на овој член го свикува градоначалникот на општината во рок од 15 дена од денот на донесувањето на одлуката. Член 90. Граѓаните преку облиците на местна самоуправа во согласност со овој статут и одлуките за основање се грижат за решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното подрачје, одржување на објектите од јавен интерес, водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и друго, заштита на животната средина и природата, уредување и одржување на гробиштата во селските населби, покренување иницијатива за уредување на просторот, организирање културни, спортски, забавни и други манифестации, други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на граѓаните. Советот на облиците на местната самоуправа дава иницијативи и предлози до надлежните органи на општината за прашања од областа на образованието, здравството, социјалната заштита и други прашања од интерес на граѓаните. Член 91. Работите од членот 90 на овој статут се финансираат од средствата што општината ќе им ги отстапи на облиците на местна самоуправа согласно со плановите и програмите за нивниот развој, средства што граѓаните непосредно ги здружуваат, средства што ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички лица, средства од надомест на услуги и подароци и други средства. Прибирањето и трошењето на средствата се врши преку буџетот на општината. Член 92. Орган на облиците на местна самоуправа е Советот. Советот на облиците на местна самоуправа го избираат граѓаните на обликот на местната самоуправа на собир на граѓани со јавно гласање, доколку собирот не одлучи гласањето да биде тајно. Советот на облиците на местна самоуправа е составен од 3 до 7 члена. Мандатот на членовите на Советот на местната самоуправа трае 4 години. Член 93. Одлука за распишување на избори за членови на Советот на облиците на местна самоуправа донесува Советот во стариот состав најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот. Ако одлуката не се донесе во утврдениот рок, одлука за распишување на избор на членови на Советот на облиците на местна самоуправа донесува собирот на граѓани. Член 94. Предлагање и утврдување на кандидати за членови на Советот на облиците на местна самоуправа се врши на собир на граѓани, доколку присуствуваат најмалку 5% од граѓаните, жители на соодветната местна или урбана заедница. За утврдени се сметаат кандидатите кои добиле мнозинство, односно најголем број гласови од присутните граѓани на собирот. Член 95. Постапка за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот на облиците на местна самоуправа поблиску се уредува со правилата за работа на обликот на местна самоуправа, донесени од Советот на општината. Член 96. За избрани членови на Советот на облиците на местна самоуправа се сметаат кандидатите кои добиле мнозинство, односно најголем број на гласови од избирачите кои гласале. Член 97.
Советот на облиците на местна самоуправа од редот на своите членови избира председател кој го представува и застапува обликот на местната самоуправа. Член 98. Градоначалникот на општината со решение може да делегира вршење на определена работа од непосреден интерес и секојдневно значење за животот и работата на жителите по претходна согласност на председателот на Советот на обликот на местната самоуправа. Средствата потребни за извршување на работите се утврдуваат во решението за делегирање на надлежноста. Со решението се определува органот и начинот на вршење на надзор над извршувањето на работите. Член 99. Општинската администрација ги врши стручните, административно-техничките и сметководствено-финансиските работи на органот во обликот на местната самоуправа. Контрола на трошењето на средствата што ќе бидат пренесени за извршување на делегираните надлежности врши општинската администрација. Член 100. Општината води евиденција на облиците на местна самоуправа основани на нејзиното подрачје. 12. Изменување и дополнување на статутот. Член 101. Иницијатива за изменување и дополнување на статутот на општината може да поднесе член на Советот, комисија на Советот и други субјекти. По иницијативата за изменување и дополнување на статутот одлучува Советот. Член 102. По прифаќањето на иницијативата за изменување и дополнување на статутот, градоначалникот изготвува предлог на статутарна одлука за изменување и дополнување на статутот. Хендикеп плюс во соработка со општина Крива Паланка, а во рамките на проектот Пристапна и отворена општина, го изработува статутот на општина Крива Паланка во знаковен јазик. Проектот Отворена и пристапна општина се финансира со поддршка од Бугарската помош за развој на Министерството за надворешни работи на Бугарија.